Квоти за застапеност на лицата со попреченост на кандидатските листи за советници и пратеници, но и во изборните органи, бара Сдруженијето за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива од Куманово. Од Сдруженијето, кое што е вклучено во работната група за измени на изборниот законник, нагласуваат дека овие лица мора да учествуваат во носењето на одлуките, бидејќи само тие ги знаат своите потреби. Има квота на застапеност по основна пол. Зошто не би имало квота на застапеност по основна попреченост? Затоа што се уште нема пратени лица со попреченост. Овој пат има советници тројца, на листите имаше 7 луѓе, но ако имаше квота или афирмативна позитивна мерка, ако некој од советниците отиде на друга позиција и ќе треба замена, да може веднаш лицето со попреченост што било на листа да влезе во советот на општината, така би ги исполниле овие критериуми. Од Инклузива укажуваат дека од 2016 година, од кога започнале да ја анализираат состојбата со вклученоста на лицата со попреченост во политиката, има значајно подобрување. За предвремените парламентарни избори имаше едно лице со попреченост, исто имаше и на предходните едно лице со попреченост, но беа долу на листите и не влегоа во собранието како пратеници. За локалните избори во 2017 имаше 3 лица со попреченост на листите, од кои ниедно не влезе во совет. За разлика за предходните локални избори имаше 7 лица со попреченост, од кои 4 беа наши наблюдувачи. Тоа е потикот што ги потикнавме да се вклучат во политичкиот живот, од кои 3 беа носители на листи. 2 стана председатели на совет, едното е советник. Но сепак тоа е многу малку во однос на 80 општини има. Сдруженијето во моментов реализира обуки со лицата со попреченост, пошто иницијативата за квотите заедно ќе ја достават во собранието.